Враќаме повторно на разговорот со нашата гостинка Виолета Сековска, наша позната поетеса, која воедно е и член на Сдруженијето Манускрипт, каде што еден голем дел од нашите автори, писатели, поети, најдоа заедничко место и можност да на многу поедноставен начин ги остваруваат сите своји зацртани цели и да ги издаваат своите дела. Нели? Така. Тоа е благодарение на председателката на Манускрипт. Тоа е Оливера Доневска. Еве ја поздравувам ако не гледа. Тоа е една прекрасна жена. Тоа е една храбра жена. Што ете сите не сврза и се најдовме како во гнездо. Се најдовме во Манускрипт. Многу од членовите издадоа книги што до тогаш немале издадено. Се дружиме, пријателуваме, се надевам дека така и ќе продолжи. Сега на 6 имаме, значи, како полугодишно собрание во МКЦ и се надевам дека ќе дојдат членовите, ќе има мала дружба, па ќе има и музика, ќе видиме до каде сме, што сме за овие 6 месеци, што се сработило, како се сработило, со книгите, колку се издадени, колку се продадени и така. Супер. Ви посакувам многу среќа и ако можам ќе дојдам и јас да ве би било малку, бидејќи таму имам јас едно чудо мои многу пријатели, истомисленици и луѓе кои неретко пати доаѓаат овде како гости во вторите и во третите смени. Велат дека баш деновиве на социјалната мрежа Facebook многу често ја споделуваат таа една мисла дека сите ние имаме по два животи. Едниот е оној кој го живееме несвесно, а другиот почнува тогаш кога ќе се освестиме колку во суштина тој живот е еднаш и никогаш повторно и дека треба да го живееме баш онака како што треба, а не како што ни налагаат нас околностите по инерција. Кога Вики, како личност, како жена, во своите најдобри години, би рекла сега, стана свесна дека во животот треба да се радуваме сега и тука, а не утре и задутре, бидејќи сегашниот миг е во суштина она што го живееме за утре, кога ќе се разбудиме, ќе го планираме утрешниот ден. Па, бидејќи Сузе, јас мислам дека жената е столб, не само во фамилијата, туку столб и на едно општество, затоа што токму жената е таа што ги пренесувала оние песни на децата своји, па останале запишани кај нас, македонците. И многу сум немала време за себе, кога бев помлада. Значи, сакав прво децата и се што следи со нив. Меѓутоа, да, станав свесна, малку доцна, меѓутоа среќна сум поради тоа, затоа што едноставно само му кажав на сопругот, јас ова сакам да го правам и јас ќе го правам. Се додека ме бараат и сакаат да читам, јас ќе одам. Ти самата знаеш, бидејќи сме пријателки на Facebook, колку е тоа често. И колку е тоа често, значи, отсуство и од дома. Ако мене ми има почесто во сите настани. Така. Меѓутоа, мене ми е убаво. И го правиш тоа со мерак, со задоволство. Нема тука пари, нема ништо, дури има и трошкови мои, што тоа воопшто не е важно. Меѓутоа, јас сум толку многу исполнета. Затоа што нешто правам за својата земја. Така. Особено па да, за својата, затоа што кога се работи за Македонија, нема моја твоја. И нема тешко и лесно. И нема тешко и лесно. Так. Значи, таа мора да е наша. Наша е, заедничка. Таа треба да е партија единствена, која не обединува и соединува. И сега, знаејќи го тоа, сакам да ја покажам на нашата земја дека има луѓе што даваат за неа, а не само луѓе што земаат од неа. Нешто да земат. Така е. Тие се повеќе мина. Ние сме малкумина. Меѓутоа, ако
Само нека има. Така е. За она да почувствува дека Дека е има сакана. луѓе што ја сакаат и Да, затоа што почитуваат. нашата земја, односно земјата е жива. Жива е. Зарем не се храниме од земјата. Така. Од неа живееме. Од неа живееме. И таа ни ги дава сите благодети кои ние ги препознаваме. За жал има и луѓе кои не ги препознаваат благодетите, многуте благодети кои Не ги дава нашава земја. Ајде да видиме ние дел од настаните, да вака на блиц да погледнеме неколку фотографии од настани каде ти Ајде. читаш и каде редовно се дружиш и со истомисленици и со луѓе кои исто така творат, создаваат нешто на хартија како трајна вредност. Ја молам режијата, значи тука некаде имаме фотографии селектирано и верувам дека сме во можност, доколку не сме, да ни дадат знак. Сепак, тоа се едни убави настани со твоите пријателки. Тука добив прва награда. Може да зборам, да? Да, слободно. Значи, тука добив прва награда, ама мислам дека може би требаше јас да ти кажам за таа маска. Беше многу интересна. Бев облечена во маска што нечовечноста ја представуваше. Беше многу интересно. Так. И беше многу грда маска. Нечовечноста не може да биде убава и пријатна, таа е секогаш грда. Како изгледа злобата, како изгледа љубомората. Ова е, значи, лани, во август, во Пустец, каде што бев поканета од Едмон Темелко, градоначалникот на Пустец, токму тој споменик се отвараше. Отвараше, така. Овој се нашиот познат Тоа е Александар Алексов, исто, член на Манускрипт. И многу плоден автор. Исто така доста амбициозен, упорен. И како човек. Ова ти е прекрасна носија, кој ти ја правеше оваа стилизирана носија? Значи, тоа ми е носија од театарот. И да, преубава е. Ова е, мислам дека ова е настан од децата за не беше од децата за децата со посебни потреби. Повторно настан со љубов за Македонија, пошто мене сите настани ми се така насловени. И кога нешто треба да се изрецитира за Македонија, нешто така љубовно, го облакам тој фустан. Да, браво. А кога треба нешто онака баш за Македонија, нешто што боли, патриотско, што тежи, ја облакам таа кошула со 16 кракото сонце. Браво. Ова е во аеродром сега во јуни. Имав настан исто. Поетите со љубов за Македонија. Беше убаво. Да, на отворено, беше, прекрасно. Да, прв пат нешто правев на отворено. Малата керка. Со Сара. Да, со Сара Сековска. Значи за промоцијата на Дамари. Беше во Порта. Ова е кај отецот Ивица Тодоров. Се уште тогаш беше во Чаир. Од јуни некаде е префрлен веќе во Свети Петар и Павле во Ѓорче. На промоција на една моја пријателка Вера Симовска. Повторно бојата на Македонија е секаде присутна. Да. И многу често носам лепче, погача. Ете така, нешто... Символ на добрината и на пријателството. Да. Ова е во факултетот на Партизанска за менаџмент, меѓутоа и за спортски туризам. Тој факултет е на Миленковски и таму правевме настан со народните умотворби. Так. И сите мои тогашни пријатели што учествуваа, што јас ги поканив, беа со детали од нешто од македонската боја, од македонското поднебје. Беше многу убав настан, значи со собирачи на тие наши народни умотворби, нели? Так. Шапкарев, прекрасно. сите тие останати, па и некои народни. Ова со председателот Да, и првата дама. Ова беше Крушевска република, отварање 10 дена Крушевска република. Јас го отворив тој настан,
Тоа беше на 1. сега, 2015-тата, значи на 1 август, и таму бев исто со кошулата и со 16 кракото сонце. После имаше и утредента тука настан, меѓутоа јас мораше да идам во Трново, па и таму рецитирав. И така. Одлично. На самиот крај сме некаде на денешнава втора смена, а ова е? И овие 3 дечиња беа исто 3 девојчиња. Значи, јас ги направив така како што изгледаа, со венчиња на глава, со фустанчиња бели, значи како самовели, како нашето тројство, Вера, Нада и Љуба. Они настапија заедно со мене на бината пред председателот. Прекрасно, супер. Ни најави дека ќе следуваат уште збирки. Што е следно и што подготвуваш, и кажи ми зашто да се подготвам и јас. Што да очекувам? Значи, ајде прво да кажам дека ме очекува настан во Македонски Брод со моите пријатели поети. Ќе одиме на 11 или 10 уште не се знае точно денот. И тоа е, значи, еден од тие настани. На 6 кажавме дека ќе биде ова со манускрипт во МКЦ. Потоа на 17 одиме во Битола кај нашата пријателка Гордана. Потоа Каде имаш ти добиена награда, таму си да, добитник каде на што награда. имам награда. Браво. И да, имам неколку награди добиено. Потоа следат уште многу настани, меѓутоа сега да не ги набројувам. Книгата што ја спремам, повторно ќе биде поезија, повторно е, значи, духовност, патриотско, љубовно, и се надевам дека и таа ќе си го најде својот пат кон читателите. Верувам. Така, и да, нешто што, па да, некако не можам јас да го одделам духовното од патриотското. Кога зборам за Бог, јас, значи, тоа е поврзано со Македонија. Или кога зборам за Македонија, не може да не го спомнам Бог, или Павле, или македонката Лидија, или сите оние наши, како што се Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум. И сите оние кои оставиле печат, и вреди да ги споменуваме и да го продолжиме нивниот пат. Вики, многу ти благодарам што ни дојде денеска и што ни ја разубави втора смена. Верувам дека ги опуштивме, ги релаксиравме сите луѓе кои можеби немаат друга некоја работа важна, освен ручекот во ова задоцнето време за ручек. Ти посакувам многу среќа во се што ќе твориш, создаваш, пишуваш понатаму, биди вака позитивна, насмеана и секогаш во духот на нашата македонска традиција, бидејќи малкумина останаа луѓе кои што со полно срце го прават ова. Обично луѓето се определуваат да го работат она што носи финансиски бенефит, а ова не носи. Ова носи само едно духовно исполнување и богатство кое не се мери со ниедно друго. Арно, ама јас многу те разбирам и многу ти честитам за ова што го правиш. Се гледаме ние на некоја следна манифестација, можеби токму сега на 7, кога имате на 6 со манускрипт. Тоа беше се, драги наши, тоа беше Виолета Сековска, која вие веќе ја знаете од нашите емисии на наша ТВ. Вики, среќно уште еднаш и поздрав. Благодарам. Да кажам една мисла од Софокле. Повели за крај. Значи, вака кажува Софокле. Ништожник е оној кој мисли дека има поголем пријател од својата татковина. Па сега вие видите што се содржи во оваа мисла. Да, ги ставивме на мисла, на голема мисла и убава мисла ги ставивме нашите гледачи. Ти благодарам многу.